Благодарам, почитувана председателка на комисијата, почитувани представници на владата, почитувани колеги пратеници. Најпрвин тоа што сакам да го упатам процедурално како забелешка и да ја коригирам председателката на комисијата, затоа што сметам дека е незин пропуст или можеби пропуст во незината комуникација со председателот на собранието. Имено, предлог законот за измена и дополнување на законот за основно образование во собранието на Република Македонија е примен на 7 септември. Денес сме 16 септември. И бидејќи се работи за ваква исклучително важна тема, не би се сложил ни дека 7 септември е навремено реагирање од страна на владата, но тоа е веќе тема за дискусија кога предмет на обсервација ќе биде владата, но кога разговараме за процедурите во собранието и она што е процедурално, сега имавме еден колега тука од господинот Снопче, кој што кажа дека дури и брзал и замолува за 5 или 10 минути амандманите да може да ги поднесе. А замислете колку би било посоодветно ако овој добиен материјал пратен од владата на 7 септември до собранието на Македонија, пратениците барем го имале, ако не на 8, барем на 9 септември, за да можеме наместо еден ден или за оние што патуваат подолго половина работен ден или неколку часа, да ги имаат овие битни измени пред себе, да ги имаат пред себе најмалку 5, 6, 7 дена, за да можат посериозно да ги согледаат предлозите кои што се однесуваат на измена на законот за основно образование по скратена постапка и врз основа на тоа да понудат и посериозни предлози, амандмани или да дадат поддршката на она што веќе се нуди. И втората работа што сметам дека процедурално е пропуст на председателот на комисијата за образование, ние сите нормално во мнозинството од нас, од она што е наша перцепција, на образованието гледаме на најчесто го споредуваме или го забележуваме конвенционалното образование на учениците кои што учат во основни или средни училишта и ги имаат сите психофизички способности да следат таква настава, но мислам дека не се само тие ученици дел од образовниот процес. Дел од образовниот процес исто така се и учениците со попреченост, без разлика за каква попреченост се работи. Има на број, може би ќе сгрешам или не, но веќе кажам поопшто, повеќе училишта во Република Македонија кои што се занимаваат или водат образование за ученици со одредена попреченост. Председателот на комисијата има право, според деловникот, освен представникот на владата кој што е предлагач на овие предлог измени, да покани и други релевантни соговорници, представници на извршната власт, кои што можат да дадат особен придонес за темата за која што се дискутира. И јас би сакал да укажам на тој пропуст што Комисијата за образование не нашла за сходно во текот на денешниот ден, затоа викам дека брзањето ќе има своји последици по квалитетот на расправата, не нашла за сходно вчера, денес, утре, кога иде во соодветно време, да исконтактира со представник или представници на училиштата во кои што се предава образование на ученици со попреченост, да бидат присутни на оваа комисијска расправа и да можат да ги дадат своите видувања, забелешки и предлози за квалитетни измени и дополнувања на овој закон, кој што би оделе во прилог на олеснување на образованието на овие ученици, кои што не се малку на број, ниту нивните семејства, а за кои што имаме прилично
загрижувачки извештаи од повеќе релевантни институции и се однесуваат на училиштата за ученици со попреченост. Така што овие две мои процедурални забелешки ќе замолам ако може да бидат одговорени. Прво, зошто од 7 септември, кога е примен документот од владата, подпишан од председателот на владата, до денес не бил поделен на пратениците, на сите пратеници, секој пратеник има право, особено членовите и замениците на Комисијата за образование. И второ, зошто Комисијата не оценила за сходно во текот на оваа расправа на Комисијата, без разлика што е по скратена постапка, да покани представници на училиштата за ученици со попреченост. Благодарам многу.